Со низа активности во Младинскиот парк најмладите го одбележаа 9 мај денот на Европа. На штандовите во паркот секој од основните училишта ги представи карактеристиките на една од земјите членки на Европската Унија. Најзначајно од се свеста за европските вредности да допре до секој граѓанин. Тоа може да се направи единствено на непосреден начин преку блиска соработка со граѓаните, рече во своето обраќање градоначалникот Чадиев, кој заедно со амбасадорот на Обединетото кралство Чарлс Гарет денеска ги посетија штандовите. Според Чадиев, веле се веќе во Европа, судејќи според ентузијазмот и желбата за континуиран напредок. Патот кон Европа е единствен и нема отстапување од тој пат, кој што сме тргнати како Република Македонија. Исторено да ги посетиме и штандовите на 6 земји членки на Европската Унија, да видиме што младите креативци изработиле, како го изработиле на се тоа што им е како еден вид проектна задача на нивно барање, нели секо, така да овој ден велес повторно во колежи, ние знаете дека утрано се бајле, одадовме почити на сите загинати за време на Втората светска војна од народно-ослободителна борба и едноставно ја испраќаме оваа порака до нашите сограѓани, до жителите на Велес, до граѓаните Република Македонија. Македонија е веќе дел од Европа. Белгија, Грција, Шпанија, Унгарија, Малта, Обединетото кралство. Ова се земјите чии карактеристики годинава ги представија велешките основци. Учениците пак од Рајко Жензифов ја представуваа самата Европска Унија. Амбасадорот на Обединетото кралство денеска не го криеше задоволството за она што имаше можност да го види во Велес, градот на културата и големите поети, како што вели, град со големи амбиции. Јас сум многу среќен што мене ми се падна Велес, затоа што тоа е град во кој што никогаш не сум бил, а сум слушнал доста убави работи за него. Сега го уживам во краткиот престој додека сум овде, имав средба со градоначалникот, имам можност да гледам што младите креативци имаат подготвено. Слушнав за Велес, за предизвиците и за успесите со кои што се соочува. Неколку часа во Младинскиот парк владееше европско расположение, кое го пренесоа учениците од основните и средните училишта, ученичкиот дом, музичкото училиште Стефан Гајдов и дечињата од детската градинка.